Борче, од оно што го имаме како информација од Министерството за внатрешни работи е дека пратеникот на БЕСА Кастриот Реджепи, кој што вчера не се појави на седницата во собранието за гласање на недоверба на владата, денеска се појавил во полициска станица, откако лидерот на партијата Билјал Касами пријави во полиција, односно го пријави за исчезнат, како што информираат од МВР. Кастриот Реджепи кажал дека не е исчезнат, туку своеволно заедно со неговото семејство билка некој негов пријател со цел да го избегне цел публицитет кој што, како што наведе, се излегол по тоа што тој не се појавил на собраниската седница за гласање на недоверба. Инаку од неговата матична партија, барем до сега матична партија, лидерот Билјал Касами попладнево информираше на социјалните мрежи дека го исклучил од партијата, односно дека е исклучен од сите партиски функции. Повеќе за ова и сите детали околу Кастриот Реджепи, кој што за во понеделник најави пресконференција на која што, како што наведе, ќе ги обелодени сите детали околу неговата одлука, по продолжение од прилогот на колешката Михаела Димовска. Како и што најави министерот за земјоделство Аријанид Хоџа си поднесе оставка од владината функција. Оставки со него поднесоа и двајцата заменици министри на БЕСА кои беа дел од владата. Хоџа, кој е генерален секретар на движењето БЕСА, вели дека напуштањето на функциите поради нарушување на демократијата на локалните избори од страна на нивниот досегашен коалиционен партнер ДУИ. Со поединци што се внатре во владата, представници на ДУИ, кои се обидуваат на секој чекор да направат сопки и да ја зароба државата, ние не може да бидеме. За господинот Заев сме кажале јавно и се, ние го почитуваме, направил и вложил многу за евроинтеграцијските процеси, БЕСА, СДСМ и другите партии што ги делат овие евроинтеграцијски заложби стојат на тоа. Во моментот не е загрозен патот на државата кон ЕУ воопшто и тоа го гарантираме. Во моментот во државата е загрозена демократијата, а демократијата е загрозена од страна на ДУИ. ДУИ реално треба да се реформира. Реформирањето на ДУИ почнува од опозиција. Од МВР попладнево известија дека пратеникот на БЕСА Кастриот Реджепи, кој вчера не се појави на собраниската седница, своеволно дошол во полициска станица за да каже дека не бил киднапиран, како што се сомневаа во неговата партија. Рекол дека бил засолнат привремено кај пријател. Тој утринава повторно објави Facebook статус во кој најави дека во понеделник ќе се појави на пресконференција, а дотогаш ја повика неговата партија БЕСА да не презема избрзани чекори кои, како што рече, би наштетиле на партиските структури и активисти. Но Хоџа одговори дека ако Кастриот Реджепи останува на својот став кој е спротивен на партискиот, можно е да биде исклучен од партијата. Ако е тоа негова одлука, тоа е одлука спротивна од органите на партијата, сигурно дека ќе има мерки. Значи не е прв пат на БЕСА да му се случуваат вакви работи. И тогаш кога сите очекува дека БЕСА нема да биде во политичката сцена, се вративме со 4 пратеници, сега добивме 2 општини, плюс минус 1 не врши улога, бидејќи движењето БЕСА има јасна цел. Значи, борбата за демократија, за правда и навистина реформи и кадри што може да ја носат државата напред. БЕСА сега остана со двајца пратеници кои засега остануваат како дел од опозицијскиот блок. Така е, Борче, неизвестно е дали кога ќе се водат преговорите околу евентуално зголемување на владеачкото мнозинство, меѓутоа она што е сигурно е дека собранието се наоѓа пред големи предизвици, како што се енергетската криза, ковид пандемијата, но и носењето на буџетот, па оттаму пратениците се исправени пред сериозни одлуки. Последни вести денеска, добро вечер. По неуспешниот обид да се изгласа недоверба на владата, председателот Пендаровски е на став дека треба да се почека до понеделник, за да се види дали и што ќе се случува со мнозинството во собранието. За предвремени избори, вели Пендаровски, одлучуваат пратениците. Јасно е дека ситуацијата е сега пата, да видиме од понеделник дали ќе се формира ново и ќе се обнови постојното или ќе се зголеми ова што е досега мнозинство 61. Ако мислите на некои други аспекти на моето евентуално постапување, затоа што има повици и од дел од медиумите и дел од политичките субјекти за некаква лидерска средба, мојот став е дека за да има лидерска средба за било кој аспект на ова тековна политичка криза која започна по вториот круг на локалните избори, би морало да има согласност од двете страни, и од власта и од опозицијата. Во овој момент
нема таква согласност од двата главни политички блока за лидерска среда. Тоа е на политичките партии да решат. Знаете дека постои само еден, според уставот, само единствен начин за предвремени избори, брзи или побавни, всеедно. Тоа е 61 рака, односно 61 глас за распуштање на собранието. Дали алтернатива ќе го замени местото на БЕСА по нивното заминување од владата и ќе успее ли СДСМ да го стабилизира мнозинството кое засега број 59 пратеници? Од партијата на Гаши денеска го повторија ставот дека тие се опозицијска партија и не водат никакви преговори за какво било приклучување во владата. За Канал 5 велат дека ја следат ситуацијата и согласно новите предизвици, допрва ќе се произнесат, но не сметаат дека сега е време за брзи избори. Македонија е во апатија. Брзи избори се единствено решение, вели лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски за Хрватски вечерни лист. Мицкоски во интервјуто зборува за најавената оставка од премиерот Заев по локалните избори, која како што наведува е многу реално да не се исполни. И затоа, вели тој, ја покрена иницијативата во собранието со мнозински 61 подпис да се гласа недоверба на владата. Во меѓувреме, би рекол својствено за Заев, почнаа притисоците врз пратениците, понуди со пари и слични полуинформации со цел да не се гласа за доверба на владата. Како ќе заврши таквата ситуација, оставам да покаже времето, но овде не е прашање дали, туку кога ќе падне владата на Заев, која целосно го има загубено легитимитетот од народот и граѓаните, вели меѓу другото Мицкоски. Вечерва се огласија и од ДУИ. Наводното опозицијско мнозинство од 61 пратеник во состав Левица, Алијанса, БЕСА, ВМРО и Алтернатива ги загрижи нашите граѓани, но и регионот и нашите сојузници во Брисел и Вашингтон, велат од ДУИ. Оваа група екзекутори на европската и евроатланската перспектива на Македонија сериозно го наруши имиџот на нашата земја и институционалната стабилност, но и кредибилитетот на интегративниот процес. Стимулирањето на кризата и предвремените избори директно го загрозуваат отворањето на преговорите со Европската унија во декември годинава. Авантурата на кумовите на коалицијата Левица, Села и Тарабари, заедно со Касами и Хоџа, ги урива темелите на политичкото организирање на албанците и нивните аспирации за еднаквост и интеграција, наведуваат од ДУИ. Ете, тоа беа новините од Македонија. На крај и мојот коментар на неделата. Ако старата народна вели змијата пред да пцовиса ја мрда опашката, тоа истото го прави и муртинецот Зоран Заев, иако начисто знае дека изгуби, но не сака да се предаде лесно. А зошто? Затоа што тоа што кажа на 31. октомври дека дава оставка и од премиерска функција и од лидер на партијата на СДСМ, сето тоа можеби ќе важи кај неговите коалициони партнери. Но на сите зашто не може кај сите, зашто него го напуштија, меѓутоа тоа е толку многу мало за да лесно помине кај најголемиот дел од македонскиот народ, иако тој македонски народ многу пати знае и да простува. Но овде Заев ги премина сите граници. Македонија ја стави во дупка која се мачи да направи некакви си земјини скали за да излезе од неа. Тој така наречен премиер, но не за Република Македонија, нас не стави живи во гроб, за да не се знае ништо за нас македонците, како да сме од небото паднати. Зашто избриша се што е македонско, и историја, и нација, и култура, па и јазик. Го избриша македонскиот идентитет, затоа пак доаѓа денот кога се што му направи на тој македонски народ, што го угнетуваше, сега тој народ кон него доаѓа за да го суди, да го казни, да го угнетува. Па јас би рекла, нека ти е на здравие, Зоране Муртински. Makedonski, so tak
Видете, полека се наближуваат 3 минути и 12 секунди до крајот на нашата вечерашна емисија. Дозволете ми и во вечерашната наша емисија да искажам мојата благодарност за вашето ценето внимание, но со желба слушајте не идната недела, кога е и Свети Арангел и нека е напомош, но од 6 часот навечер на 101,3 FM, кога повторно ќе бидеме во вашите домови со радиочасот Глас од Македонија. Но од редакцијата на Глас од Македонија, вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ и уште еднаш честит нека е празникот Свети Кузман и Дамјан.